Денеска подпишуваме меморандум за соработка со претходни анализи и разговори со архитектонски факултет, заедно со деканот на факултетот. Студентите и целокупниот капацитет на факултетот ќе бидат вклучени во овој меморандум за соработка во општина Кавадаци за давање на студии, идеи и наши потреби, односно општина Кавадаци ќе изготви прибелешки на проблемите и на развојот на град Кавадаци, кој ќе го прати во писмена форма до самиот факултет. Факултетот врз основа на тоа ќе ни помага во делот на развојот на градот, во делот на развојот на економијата и општеството. Добро, тоа ќе бидат ваши предлози или ќе има и нивни се тоа? Тоа ќе бидат предлози врз основа на нашите стручни служби кои што ги имаме во општина Кавадаци, врз основа на испитаниците од делот на градот Кавадарци и врз основа на нивните стручни аспекти како факултет кои ќе ни дадат сугестии, забелешки и понатамошен развој. Баш денеска имаме на гости покрај деканот и професорите, имаме 90 студенти кои се тука во Кавадарци дојдени да ни презентираат нивна визија и гледање за проблемите во град Кавадаци, ми се чини дека го имаат вклучено и градскиот плоштад за негово разобувување, разеленување и давање на содржини, така да ако ние како општина со овој меморандум кој што го ставивме денеска на хартија, продолжиме да имаме успешна соработка со овој факултет, мислам дека нивниот потенцијал е немерлив и дека можеме да искористиме многу во делот на оно што значи и град и општество за развој. Многу убава идеја. За вас се отвора фронт за работа. Имате ли потенцијал? Да, добро, најпрви добар ден и благодарам. Секој пат е убаво да кога човек е во Кавадарци, особено и ради гостопримството, меѓутоа и ради градот. Како што спомна градоначалникот, причината е подпишувањето на меморандумот за соработка, кое што паралелно се случува како настан заедно со представувањето на студентски проекти. Значи имаме 90 и повеќе студенти заедно со професори и соработници кои што ќе ги покажат своите идеи за градот. Тоа покажува дека архитектонски факултет од студентите и студентските проекти, па се до професорите и стручните студии, научните студии кои што можеме да ги изработиме, демонстрираме капацитет за не само справување, односно соочување со предизвиците кои што ги имаат градовите во Македонија, туку и нашата посветеност да заедно со локалната самоуправа, со локалната заедница, ги споделиме нашите знаења, нашите искуства за да создадеме подобри градови, подобри локални заедници. Студентските трудови и студентските проекти секој пат се базирани на сериозни анализи и истражувања кои што се работат во текот на еден семестар. Заедно се разбира водени и координирани од страна на професорите. Идејата на студентските трудови на вакви конкретни задачи е дека тие даваат една широчина на согледувањето на можните сценарија за развој на деловите од градот. Дел од нив секако може да бидат и реализирани, односно имаат една голема доза на реалност, другите се малку послободни во своите согледувања, но мислам дека е тоа важно, да кога се започнува со едни проекти, да се согледаат сите можности. Понатака, секако, граѓаните на општината, градоначалникот, советот на општината, сите заедно ќе ги развиваат проектите кои што сметаат дека се важни и кои што имаат приоритети. Студентите на архитектонскиот факултет морам да кажам дека се изворедни не само како студенти, него и како креативци и автори. И ние инсистираме, и тоа е и политиката на овој деканат, дека нивните искуства во согледувањето, но исправувањето, соочувањето и решавањето на проблемите и на предизвиците мора да бидат во соработка со локалната заедница. Дека улогата на архитектите, улогата на урбанистите и планерите е секој пат не само архитектонска, не само уметничка, туку е таа и општествено одговорна. Таа мора во себе да ги покаже и да ги демонстрира знаењата, но исто така и одговорноста кон општеството во кое што ние работиме. Кавадарци, мислам, секој пат бил во фокусот на интерес на архитектите и на планерите. Еден од поважните, токму за тоа и разговаравме со градоначалникот, од пред неколку децении урбанистички планови е правен и од еден од професорите на архитектонскиот факултет. Се разбира дел од оние точки, објекти кои што се автентични во градот и кои што се дел од идентитетот на градот, исто да ја спомен Костурницата. Меѓутоа и паркот, центарот на градот, па дури би рекол и зградата на општината,
се апсолутно предизвик и би рекол овака една од ретките средини каде што можеме да се почувствуваме навистина градски. Затоа и сметам дека на основа на тоа искуство, врз основа на тоа историјата на градот, ние можеме да размислуваме и за иднината.